Почитувани домаќини, почитувани присутни, ценети екселенции, драги студенти, задоволство ми е да се обратам на оваа конференција посветена на една исклучително важна тема. Во 21. век дигитализацијата стана предуслов за развој. Таа е неопходна за да имаме подобра економија, транспарентни и одговорни институции и квалитетни јавни услуги, што ќе ги задоволат потребите на граѓаните. За таа цел, уште на почетокот на мојот мандат, го инициирав проектот МКД 2030 како наша автентична стратешка рамка за развој до крајот на оваа деценија. Наскоро ќе го промовираме тој проект во јавноста, но уште од сега е јасно дека еден од основните постулати за развојот да биде можен е тој да биде дигитален. За жал, како и сите други важни општествени феномени низ историјата, дигиталната сфера има и своја темна страна. Имено таа забрзано станува поле за борба меѓу вистината и лагата. Лажните вести и дезинформации не се ништо ново, но она што е ново е големиот обем на дезинформациите и брзината со која се шират низ социјалните мрежи. Денес огромен дел од светската популација има пристап до овие информацијски канали и оние кои сакаат да шират лажни вести и дезинформации можат тоа да го прават и го прават со голема леснотија, практично со еден клик. Дигитализацијата од корен ги промени нашите навики за информирање. Смартфоните не изложуваат на брз и огромен проток на вести. Најчесто читаме наслови и гледаме видеа без да се задлабочиме во содржината или во изворите. Ефектите од дезинформациите не се ни малку наивни. Лажните вести ги прават луѓето збунети, недоверливи, цинични, повлечени од јавни ангажмани, а во немирни времења како што е сега, случајот и уплашени. Оние кои стојат зад кампањите за дезинформирање и злоупотребуваат слабите страни на општеството, ја намалуваат неговата отпорност, ја подкопуваат довербата кон институциите и за жал успешно ги продлабочуваат поделбите меѓу луѓето. Затоа придонесуваат неколку фактори и во оваа прилика ќе издвојам само два. Прво, самата природа на дигиталните платформи и алгоритмите. Главната цел имено на секоја веб страница, мобилна апликација или социјална мрежа е да ги убеди посетителите да останат на таа платформа што е можно подолго време. За да го постигнат тој ефект, креаторите на дезинформационите кампањи ја злоупотребуваат човековата природа. Од праисторијата до денес, стравот го привлекува вниманието на луѓето. Сензационалистички дезинформации, полни со страв, се шират многу побрзо и стигнуваат до многу повеќе луѓе, отколку вистинските и проверени информации. Понатаму, природата на времето, поточно спецификите на епохата. Лажните вести и дезинформации успеваат особено во период на неизвестност, како што овој сега, оптоварен со пандемија, со војна, со економска и енергетска криза. Алгоритмите не заглавуваат во така наречените ехо комори во кои нема простор за поинакво мислење. Со други зборови, овие кампањи го редуцираат потенцијалот на луѓето да бидат активни и одговорни граѓани и ја поларизираат дебатата со крајен резултат парализа на општеството. Например, познато е дека многу од жртвите на вирусот COVID-19 претходно поверувале во лажните вести и дезинформации, што ги навело да ја занемарат реалната опасност по нивниот живот. Последниот месец гледаме бројни примери и кај нас, и во поширокиот регион, како дезинформациите и нанесуваат штета на економијата, преку креирање паника меѓу населението кое ги празни продавниците со животни продукти. Од тука клучното прашање е како да имаме дигитализација без дезинформација. Иако неколку научни пробиви на полето на вештачката интелигенција во последниве години понудија некои опции, сепак решението не лежи во технологијата, бидејќи дигиталната технологија сама по себе е вредносно неутрална. Само од луѓето и од нивните мотиви зависи дали технологијата ќе се користи за добро или за лошо, за споделување на вистините и проверени информации или за лажни вести и дезинформации. Решението лежи во дигиталното описменување на луѓето, во создавање на информирани и дигитално одговорни граѓани.
Poštovani studenti, вие сте, како млади, во ова време сигурно технолошки најобразуваната и најнапредната генерација во историјата. Дигиталната сфера е ваш терен. Социјалните мрежи и медиуми се ваш извор на информации. Од најрана возраст сте дел од светот на дигиталните технологии, затоа многу полесно се ориентирате во него отколку ние, повозрастните. Од тука имате и подобар и поавтентичен увид во начинот на кој тој свет функционира. Но таа ваша придобивка со себе носи и поголема одговорност, а понекогаш и поголем ризик. Имено со вашите вештини и знаења, со вашето разбирање на дигиталната сфера, вие младите можете да станете пример за активни и одговорни дигитални граѓани. Со тоа ќе помогнете во развивање на дигиталната отпорност, која вклучува едуцирање на дигиталните заедници од сите генерации за вештините кои се неопходни за полесно препознавање на лажните вести. Сепак треба да имаме на ум дека и вие младите сте посебна мета на негативните кампањи. Ќе ги споменам само така наречените TikTok предизвици што се особено популарни меѓу младата генерација, а чии последици некој пат можат да бидат и фатални. Или притисокот што многу млади го чувствуваат да изградат идеален дигитален идентитет, различен од нивниот личен идентитет. За жал, тој дигитален идентитет кој го градиме често пати знае да биде многу далеку од реалниот свет во кој живееме. Во користењето на придобивките од технологијата и потенцијалите на дигитализацијата, да не забораваме дека ни е потребно веродостојно информирање, проверка на вестите од повеќе извори со цел да не подлегнеме на различните кампањи за дезинформирање, каде што има точно и навремено информирање од страна на институциите кон граѓаните, таму има и доверба. Поштовани, имајќи во предвид дека се наоѓаме во градот на Мајтапот и помеѓу Мајтапчи, иако има и од други градови, ќе завршам со една паралела која вие ја разбирате. Утре е 1 април, денот на шегата, кога и најсериозните меѓу нас не се лутат на некоја безопасна шега. Меѓутоа, секоја 1 априлска шега во себе содржи мало или поголемо одстапување од вистината. Затоа дигитализацијата, доколку е масовно злоупотребувана како канал за дезинформации, ќе направи секој ден во годината да се сведе на 1 април. И тоа ќе биде многу тешко да се разликува вистината од лагата. На крајот да ги повторам прашањата со кои треба да продолжиме да се бавиме. Како преку темелен процес на медиумска писменост да имаме информирани и дигитално одговорни граѓани, или со други зборови, како да спроведеме дигитализација без дезинформација. И благодарам.